Здравствениот дом во Македонски Брод, кој обслужува околу 4000 жители, освен што е заглавен во долгови, по долг временски период мака мачи и со недостигот од персонал, но и со застарената апаратура. Најмалку двајца општи лекари, неколку медицински сестри, како и тројца возачи за во службата за итна помош, итно и се потребни на оваа јавна здравствена установа, вели веде директорот Буде Мојсовски. Во моментов имаме недостаток на медицински кадар и медицински сестри и доктори. Доктори имаме недостаток поради фактот што по моје мислење неплански се испратени одеднаш повеќе специјализанти. Значи во моментов имат 8 специјализанти, а биле 11 пред некое време. Исто така имаме недостаток на шофери поради заминување во пензија. Од друга страна, и покрај тоа што во домот ги има речиси сите специјалистички амбуланти со вкупно 12 доктори, сепак загрижувачки проблем е застарената дијагностичка апаратура, во која со години ништо не било инвестирано. Апаратурата све што е застарена. Во рентген се бара дигитализација на рентген апаратот што е за снимање, исто ехото за снимање, и тоа е многу старо и многу тешко за работа. И исто така специјализанти веќе што се при крај што привршуваат во гинекологија треба да се опреми сега гинеколошкото, немаме ништо снабдено тука, и во очно исто така при крај специјализантот, на тоа треба да се мисли, немаме средства. Со цел надминување на овие незавидни состојби, Мојсовски вели дека веќе доставиле неколку барања до ресорното министерство и за вработување на потребниот персонал и за набавка на нова апаратура, па сега се во очекување на повратниот одговор од таму. Инаку во моментов овој здравствен дом има долг од околу 3,5 милиони денари, наследен од претходното раководство, како и подолга низа од детектирани дубиози кои укажуваат на крајно недомајкинско работење и финансиски злоупотреби кои се случувале во изминативе години и кои надлежните органи веќе ги истражуваат.